Larger production will be? About 15 of tons. First cables and then battery sensors, and as the time comes, we'll just add products. Председател на владата на Република Македония, господин Кочарнишев, почитуван извършен оперативен директор на Баумер, господин Фрай, почитуван директор на фабриката Баумер, господин Новица Шутаровски, почитувани представници на медиумите, драги гости. Ви се обръщам с цел да го изкажем моето задоволство, що днеска реномираната швайцарска компания Баумер пред неболна година донесе одлука да инвестира токму во Македонија, поточно овде во Скопје Тирсена. Ми представува особена чест и задоволство поради тоа што не само што ја донесува одлуката во оваа година, тие исто така веќе се под кров од другата страна на оваа зграда. И ме радува фактот што веќе во март планираат да почнат со своето производство. Баумер е семејна компанија, меѓународна, која произведува напредна сензорска технологија. Баумер е присутна со 38 подружници из 19 земји во светот. И вработуваат околу 2700 луѓе, повеќе од 2700. Висината на планираната инвестиција во Македонија изнесува околу 9 милиони евра, а ќе вработат повеќе од 300 луѓе. Фабриката ќе се развива во 5 фази. Длабоко сум уверен дека со приклучувањето на Баумер кон еминентното семејство на компании во индустријските зони во Македонија ќе ги охрабри и другите компании кои најавија инвестицијски активности кај нас во наредниот период, а секако ќе придонесе Македонија да стане попрепознатлива дестинација на светските инвестицијски мапи. Посакувам оваа компанија со своите економски резултати да се придружи на најуспешните компании во зоните, на тој начин реализирајќи ја и целта за рамномерен економски раст и подобар стандард на граѓаните, што представува едно од главните владени предоби. Благодарам на сите инволвирани страни кои придонесоа оваа инвестиција да стане реалност и секако успешна работа. Благодарам. Македонски граѓани и компании. Баумер е фамилиарна компанија, која 66 години се развива и доминира на светскиот пазар за индустријски сензори и процесно мерни инструменти. Растот на побарувањето на сензорската технологија во светски рамки е проектиран од прилика 11% годишно, со тренд да достигне 241 милиарда долари до 2022 година. Следејќи го овој тренд, Баумер постојано инвестира и се развива. Во моментов, како што спомена директорот Младеновски, вработува 2700 вработени во вкупно 38 бизнес единици во 19 земји во светот, но е присутен со продажба во повеќе од 70 земји. Помеѓу бизнес единиците се фабриките и центрите за иновации и развој во Швајцарија, Германија, Франција, Италија, Данска и Индија, а со инвестицијата во Македонија таа бројка ќе достигне повеќе од 3000 вработени. Покрај тоа што во логото на Баумер стои Passion for Sensors, пасија за сензори, според тоа што јас досега го видов во деловните единици во Швајцарија и Германија, постои пасија за луѓето кои ги создаваат тие сензори и технологија, особено за нивното здравје и сигурност. Кога ќе биде фабриката во Скопје подготвена и пуштена во целосна употреба на 15 март следната година, истата ќе биде опремена со внимателно одбрани системи за одржување на потребните работни услови, ергономски интериер и работни простори, кантина со надворешен и внатрешен простор, простории за вежбање и релаксација, како и технологија за продукција и комуницирање според најновите светски достигнувања. Почетокот на градежните активности го означивме овој јули 2018 со поставување на темелите, а веќе за нецели 9 месеци следниот март Баумер ќе биде потполно оперативен за своите први производи. За целта на безпрекорно функционирање на административно-производните процеси, вработените од менеджментот и производството ќе посетуваат повеќе неделни обуки во Швајцарија и Германија. Во првата фаза на инвестицијата, која е во тек, на простор од 3840 квадратни метри, од вкупно 19107 квадратни метри, ќе се инвестираат помеѓу 6 и 7 милиони евра и вработат помеѓу 150 и 200 вработени.
Производното портфолио се состои од кабли, индуктивни сензори, енкодери и полуфабрикати кои што се произведуваат во сопствениот оддел со CNC технологија. За целите на производните активности, Баумер ќе вклучува и локални квалификувани македонски доловувачи. Втората фаза во инвестицијата е планирана за 2023 година со проширување на дополнителни 4000 квадратни метри производни капацитети и дуплирање на бројот на вработени, со што инвестицијата би достигнала 8 милиони евра и најмалку 300 вработени. Третата фаза, зависно од економските услови, е изградба на дополнителен административно-деловен дел на 2000 метри квадратни, со што инвестицијата би достигнала нешто повеќе од 9 милиони евра и вкупно 350 вработени. Комплетната фабрика на Баумер во Скопје и производните активности ќе бидат потполно интегрирани со сите производни, софтверски, сертификациони процеси со останатите фабрики во Европа, како би можела да продуцира производи со ист степен на квалитет и навременост во испораката. Бидејќи развојот и иновациите се втемелени во корпоративната филозофија на Баумер, последно, но не помалку важно е да напоменеме дека паралелно со производството ќе се оформи и Центар за иновации и развој во Скопје, во кој приближно 30 софтверски, електро и машински инженери ќе ги создаваат новите генерации на производи од портфолиото на Баумер. На крајот, во моје име и во име на менеджментот на Баумер Холдинг, би сакал да искажам благодарност за поддршката кон сите инволвирани страни, партнери, колеги и владата на Република Македонија во процесот на изградбата на новата фабрика на Баумер во Скопје. Ви благодарам. За неговото обраќање, сега го поканувам и подпредседателот на владата на Република Македонија, господинот Кочо Ангјушев, да се обрати. Повелете. Добар ден на сите, почитуван извршен директор на корпорацијата Баумер, господин Марсел Фрај, почитуван директор на Баумер Македонија, господин Новица Шутаровски, почитуван директор на технолошко-индустријските развојни зони во Република Македонија, господин Александар Младеновски, почитувани присутни, почитувани медиуми, ми представува особена чест и задоволство што во моје лично име и во името на владата на Република Македонија можам да им ја честитам инвестицијата на корпорацијата Баумер во Република Македонија и да им посекам среќна и успешна работа. Пред да се случи овој настан, бевме ја посетивме фабриката, видовме дека таа е во напредна фаза на градба. Тие брзо градат, ме радува што градат по швајцарски стандарди и критериуми и се надевам дека согласно нивниот план во март месец ќе отпочне и нивното производство. Она што сакаме да го подвлечеме и потенцираме дека владата на Република Македонија понатаму ќе биде посветена на поддршка и привлекување на директни странски инвестиции. Ова е еден доказ, ова е еден дел од фабриките кои што успеавме да ги привлечеме во Република Македонија во последната година. Тие на број се повеќе од 20. Овие фабрики ќе дадат сериозен импакт врз растот на бруто домашниот производ во државата. Ние како држава немаме големи ресурси, немаме нафта, немаме газ. Нашата индустриализација е шансата за развојот на Република Македонија и како влада ќе бидеме посветени да направиме брза и квалитетна индустриализација на Македонија. Но не индустриализација со трудоинтензивни дејности, каде што вработените ќе земаат по 200-300 евра плата, него индустриализација со високо технолошки развиени компании, какви што се обидуваме и успеваме да привлечеме во државата во последно време, каде што ќе работат инженери претежно, каде што ќе дадеме шанса за нашите млади, високо образовани кадри, кои што треба да останат во нашата држава, но не да останат за мизерни услови, него да останат за солидни плати и солиден стандард. Само така ќе обезбедиме иднина за нашата држава, за нашите млади генерации, а компанијата Баумер очекувам да има сериозен придонес во таа работа. Тие покрај производство во нашата држава ќе организираат и научно-истражувачки центар во нивната компанија, каде ќе бидат запослени над 30 млади инженери од областа на електрониката, информатиката, машинската технологија, односно машинските науки, и сите тие ќе бидат дел од големото семејство на развојни производи на корпорацијата Баумер. Ја користам уште еднаш приликата да им честитам за изградбата. Мене ми представува особено задоволство како човек кој што доаѓа од индустрија да види градба на фабрики. За мене тоа е празник. Секоја фабрика представува празник и им посакувам се најдобро.